колатерална штета е новинарот, а ќе кажем и зашто новинарот, а дека овие другиве 20 таму што се угостителите, 20 се мислам угостители, се случајно ставени во предметот. Новинарот, мислам дека си ја работел својата работа совесно и поштено и честно. Добил некаков записник, службен записник, го објавил во целина. Он не истражувал нешто специјално за да го открие идентитетот на загрозениот или заштитениот или андеркава сведок, туку она што го добил како службен спис го приложил во својот напис кој што го пишувал. За мојот обвинет, а го бранам Борис Николовски, поранешен судија на овој суд овдека на Врховен суд, сега пензионер од 2006. Сметам дека не постојат елементи на кривишното дело, не само што не постојат докази, бидејќи ништо не направил, но онака како што е по обвинението, ја држевме теза дека нема кривишно дело. За и старото и новото кривишно дело, бидејќи се прави некоја конструкција, која конструкција не може да обстане. Сакам да кажам дека овдека сега најтешка работа ќе ја имаат судиите, односно судскиот совет кој што постапува предметот, бидејќи треба да донесе една одлука, а јас се надевам таа ќе биде ослободителна пресуда за обвинетиот Борис Николовски, а и за другите учесници во постапката. Ова е почеток на крајот на случајот наречен ликвидација, бидејќи со ова завршува со објавување на пресудата и со давањето уште на тројца обвинети завршни зборови, завршува постапката и се надевам дека ќе се укинат и притворите и за другите и дека сите ќе бидат задоволни пред празникот. Од каде го црпите ставот дека судот е претешка дилема? Согласно доказите или согласно политички влијанија врз судот? Јас сметам дека политички влијанија нема во судот, а мојот став го црпам врз основа на доказите изведени во текот на главниот претрес и истрагата која што беше претходно.